ова не е за ново министерство, туку трансформирање на секретаријатот во министерство. Што значи дека надлежностите ќе ги има оваа министерство и всушност само се дефинира опфатот на задачите на новото министерство, но не значи дуплирање на активностите. Имајќи предвид дека легислативниот дел, односно законодавниот дел од рамковниот договор е исполнет со донесување на законот за јазици и сега повеќе размислувањата, фокусот треба да биде на имплементација на законските решенија, на духот на Охридскиот рамковен договор, на новите договори кои што ги има донесено државата, меѓутоа и на односот помеѓу заедниците. Сметаме дека таквото министерство ќе има нов опфат, нова поставеност и поголема ефикасност во реализација на обврските.